Македонија е исправена пред голем проблем во евроинтеграциите. Мора да исполнува уценувања за да се придвижи напред и пак нема да знае што ја чека понатаму. Ова е време кога мора да се мобилизираат сите зналци за да се најде излез од ситуацијата. Каде се поранешниот премиер Димитар Ковачевски и порано се присутниот вице-премиер Бојан Маречиќ, и тие треба да помогнат. Овој тандем сигурно знае како понатака, оти тој и не доведе до тука на евроатлантскиот пат. Како умни политичари сигурно ставиле некаде во договорите што ги прифатија со Бугарија и ЕУ јасна гаранција и предвидливост како Македонија ќе се движи понатаму од како ќе го смени уставот. Време е на јавноста да и покажат каде го напишале тоа. Маречиќ во октомври 2023 година истакна дека по завршувањето на уставните измени веќе никој, а особено Бугарија, нема да има кредибилитет да прави каква било блокада, бидејќи сметал дека биле доволно блокади. Еве ова сега тој нека го образложи малку подетално за јавноста да не стравува непотребно од нови бугарски вета. Ковачевски во декември 2023 година истакна дека владата на СДСМ има јасен план која е движечка сила за напредок кон Европската унија. Епа зошто го нема сега да го дообјасни планот и дали според него има нови вета и нови уценувања кон Македонија? Време е Ковачевски и Маречиќ да си ги кажат мислите. Не треба да им е незгодно што народот на избори им кажа што мисли за нив. Без ефикасна и честна даночна администрација нема ниту силна економија, ниту одржливи јавни финансии, ниту држава што може да планира стабилно и да инвестира во својата иднина. Даноците не се бројки на хартија, тоа се плати на наставници и доктори, нови патишта, функционален здравствен систем, поддршка за компаниите, социјална сигурност за секој граѓанин. Ова го рече премиерот Христијан Мицковски по повод одбележувањето на денот на даночните работници. Тој се осврна и на борбата против корупцијата, при што нагласи дека ниту еден напредок нема вистинска вредност, ако не го браниме од најголемата закана за секоја држава – корупцијата. А во оваа борба, рече тој, УЈП е клучна фронт линија. Каде има корупција, нема доверба. Каде нема доверба, нема наплата. А каде нема наплата, нема држава. Затоа ви благодарам што покажувате висока професионална етика и ве охрабрувам да останете безкомпромисни. Државата стои зад вас и ќе стои зад секој чесен човек во институциите, истакна премиерот. Може ли истрагата на аферата од пред некој ден со житото од Агенцијата за стокови резерви да се прошири и на други функционери од периодот 2019 до 2022 година? Првичната истрага на органите на прогонот лоцираа кои се осомничените за означувањето на меркантилната пченица како неупотреблива. Во акцијата беа уапсени поранешниот министер за земјоделство и шумарство во владата на СДСМ Трајан Димовски, како и директор и двајца раководители од Агенцијата за стокови резерви и едно вешто лице. Неофицијално се дознава дека сепак од пишаната пченица била употреблива, па според некои информации завршила на пазарот во соседна Србија. И од ВМРО ДПМН вчера прашаа каде завршиле 2000 тони жито и кој профитирал врз грбот на граѓаните. И јавноста е со истите прашања. Дали неупотребливата пченица била уништена, каде и дали постои соодветна документација за тоа или пак некаде била употребена, односно продадена. Помалку склучени, а повеќе разведени бракови евидентираше Државниот завод за статистика во третото тримесечие од оваа година, во споредба со истиот период лани. Во овој квартал се склучени 3514 бракови, што е помалку за 2,8% од 2024 година, а бројот на разводи се зголемил за 27,7% или вкупно 470 двојки се развеле во ова тромесечие. Охрабрува пак тоа што според статистиката во третото тримесечие од 2025 година бројот на живородените деца изнесува 4431 и во споредба со истиот период од 2024 година е зголемен за 3,7%. Бројот на починати лица бележи намалување од 0,5%. Природниот прираст и во овој квартал е негативен. Македонија се намалила за 418 жители. Населението во Македонија старее.
Самото тоа укажува дека се потребни повеќе домови за згрижување на стари лица. Проблемот во Скопје е поизразен. Речиси сите градоначалници на неодамна завршените локални избори ветуваа изградба на нов или за реконструкција на постојни старски домови. Време е да почнат да го реализираат ветеното. Нашите највозрасни сограѓани кои ја изградиле државата заслужуваат да имаат поспокојна старост. Истовремено државата треба да овозможи услови и субвенции за да ги охрабри приватните инвеститори да градат вакви домови, но и да постави строги критериуми и контроли. За да не се случува како примерот од пред неколку месеци кога во неколку старски домови во Скопје беше откриено дека сместените во згрижувачките институции биле малтретирани. Им давале храна со поминат рок, спиеле по 2 во ист кревет, ги врзувале и тепале, не им пружале медицинска помош, беа само некои од откриените малтретирања од страна на полицијата, која ги уапси одговорните лица во овие домови. Управата за хидрометеоролошки работи предупредува на опасност од можни поплави за дел од територијата на Македонија. Можни се нови излевања на реките, алармираат од институцијата. Во текот на ноќта имаше значително зголемување на водостоите во југоисточниот, источниот и североисточниот дел од земјата. Висок водостој моментално има во сливот на реката Брегалница, вклучително и незините притоки, во сливот на Крива река и на Пчиња, како и во сливот на река Струмица заедно со притоките и суводолиците во рамки на нивните сливови. Во текот на денешниот ден се очекува да останат високи водостоите во посочените сливови, а на поединечни места можно е да има локални излевања или заезерувања на водата, соопшти УХМР. И Вардар во горниот дел од течението е прилично надојден. За денеска УХМР издаде портокалов метео аларм за обилни врнежи од дожд во источните делови од Македонија, каде се очекува да наврне над 35 литри на квадратен метар. На повисоките места ќе врне снег. И тоа се случува во Македонија. Како на американските трилер филмови, струмичанец со шприц сакал насилно да и вбризга на сопругата пестицид. Обвинителството го терети за кривично дело обид за убиство. Осомничениот 48 годишник при вршење семејно насилство на 26 ноември во семејниот дом во селото Просениково се обидел да ја лиши од живот неговата сопруга. Тој е фатил за главата и со шприц се обидел насилно да и вбризга во устата одредена течност, најверојатно пестицид. Жртвата почнала да го турка и да вика, а тоа го слушнале нивните 2 малолетни деца кои дошле и се обидувале да ја одбранат мајка им, соопшти обвинителството. Жената успеала да влезе во бањата, но осомничениот влегол по неа. Ја турнал во кадата и ја притиснал со коленото, па со нож започнал да ја нанесува посекотини на вратот во близина на каротидната артерија. Децата повикале други роднини кои успееле да го оттргнат. Насилникот е однесен во притвор. Хрватското обвинителство го уапси главниот државен инспектор Андрија Микулиќ и уште 3 лица. Неговото апсење е поврзано со истрагата за нелегално отстранување отпад во Лика, а според хрватските медиуми, обвинителството се сомнева дека Микулиќ и неговиот кум земале околу 120.000 евра мито во овој случај. Владата веднаш го разреши инспекторот. Силните снежни врнежи што синоќа и утрово погодија делови од Србија предизвикаа големи проблеми на патиштата и значително го отежнаа сообраќајот. Некои патишта се целосно блокирани, а возилата се заглавени во снежни наноси. Снег го покри автопатот Милош Велики. Се очекува во следните 2 до 3 дена нови снежни врнежи. За сите македонци што ќе патуваат кон Србија, важно е да се вози внимателно и да се поседува зимска опрема. Во Италија денеска се одржува 24-часовен национален штрајк организиран од водечките синдикални организации. Штрајкот е придружен со демонстрации на многу места, а главна причина се мерките предвидени во предлог буџетот за следната година. Штрајкувачите бараат повеќе инвестиции во образованието, здравството и транспортот, драстично намалување на трошоците за одбрана, достоинствено плаќање на трудот, индексирање на пензиите според инфлацијата, како и закон за минимална саатница.
Рускиот председател Владимир Путин кажа дека Русија веднаш ќе ги прекине борбите во Украина, само треба украинските трупи да се повлечат од источните региони Лугански и Донецк, што се уште не го контролира во целост. Тој го обвини Киев дека сака да се бори до последниот украинец и истакна дека Русија е спремна на тоа и има иницијатива на фронтот. Путин кажа дека Русија официјално не го добила новиот американски нацрт план, но дека тој би можел да послужи како основа на иден мировен договор. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека починала припадничката на националната гарда која вчера беше застрелана во близина на Белата куќа. Вториот повреден војник е на болничко лекување. Трамп посочи дека напаѓачот скапо ќе плати за своето дело. Поради инцидентот, Белата куќа воведе најстроги безбедносни мерки, а Трамп најави протерување на имигрантите. Инаку, напаѓачот е азилант од Авганистан кој соработувал со ЦИА. Коста Рика и Соединетите Американски држави во заедничка операција во Тихиот океан запленија речиси 4 тони кокаин. Во акцијата се уапсени двајца колумбиски државјани. Оваа заплена доаѓа во време кога Коста Рика, која важеше за една од најбезбедните земји во Централна Америка, бележи пораст на криминалот поврзан со трговијата на дрога. Во последните 3 години се запленети повеќе од 80 тона кокаин. Бројот на загинати во пожарот што избувна во стамбените облакодери во Хонг Конг се искачи на 128 лица, потврдија локалните власти на денешната пресконференција. Во пожарот кој е целосно изгаснат, повредени се и 100 лица, а десетици се водат како исчезнати. Владата на Хонг Конг вети дека ќе воспостави различни шеми за да обезбеди финансиска помош за семејствата кои ги загубија своите домови, а веќе отвори неколку прифатилишта и центри кои обезбедуваат услуги како што се субвенции во готовина и помош за домување.